Почитувани, добро вечер. Јас сум Јадранка Костова, а вие го следите отвореното студио на Еден телевизија. Не делат неколку часа од моментот кога на сила ќе стапи изборниот молк, тоа е точно на полноќ, за првиот круг на претседателските избори што ќе се одржат в недела на 21 април. Во овој прв отворен појас тоа ќе биде на некој начин и темата за која ќе дискутираме со нашиот гостин. Добро вечер за Дарко Алексов, извршен директор на невладината организација МОСТ. Добро вечер до вашите гледачи. Вие сте организација која од 2002, од како постоите, ги мониторирате редовно сите избори, изборни процеси и вообичајно имате и најмногу наблюдувачи на избирачките места. Но да почнеме од старт. Сте поминале, мислам, сте мониторирале 14 изборни циклусите. Што е карактеристично за оваа изборна кампања до изборниот молк? Така, до денеска нема да можам да говорам, од проста причина што самата методологија предвидува правење пресек на половина, меѓутоа ќе кажам еден генерален аспект, а тоа е дека не можеме да правиме многу компарации со тоа што било порано, меѓутоа ако гледаме во првите 10 дена од кампањата како одела целата работа, можеме да заклучиме дека кога се претседателски избори и само претседателски избори во прашање, динамиката е малце поспора. И зошто е тоа така? Кога нема уште едни избори на локални или парламентарни. Зошто е тоа така? Добро. Така е поради тоа што кога имаме парламентарни избори или кога имаме локални избори, бројот на кандидати е несразмерно поголем од овој. Сега имаме само 3 кандидати. Ако земеме само на општински избори, ако има 3 листи, тука веќе имате 30 на кандидати, ако е помала општината. На секоја листа има по 10 или добро, по 9. Добро, имаме и локални избори во 3 општини, но некако се во втор план. Да, се разбира, заради токму тоа и ќе биде една од поентите која што би сакал тука да ја направиме и да ја испратиме и како порака. Тоа што оваа кампања конкретно ја нема онаа динамика во буквално секојдневно во секое село да доваѓа или во секој град или во секоја населба или во секое маало на микро ниво да доваѓаат разни кандидати и да разговараат со граѓаните и да им ги нудат своите платформи, тоа не значи дека овие избори не се важни. И тоа не значи дека навиката на сите нас до пред некоја година беше дека кога и да има избори, дека тоа е динамично, дека тоа е стресно, дека тоа е исполнето со најразлични случувања кои што граѓаните ги гледаат позитивно или негативно. Значи, ова е многу важен процес и една претседателска кампања, една кампања во прашање, како што е сега случајот, е добро што се одвива на еден ваков начин. Значи, не е оптеретувачки за граѓаните, не е оптеретувачки за никого, а во исто време, значи, е со динамика која што е доволна граѓаните да ги примат пораките од кандидатите. Со други зборови, ова е многу важен процес и тоа што немало агресивно однесување и агресивна кампања од страна на кандидатите, не значи дека таа работа треба да предизвика летаргија и апатија, туку напротив, треба да се согледаат платформите и граѓаните во недела да искочат и да гласаат за оној кандидат кој што мислат дека најдобро ќе ги представува нивните интереси. Така, некои велат дека била здодевна кампањата, во смисла премногу мирна, академска. Што тоа значи за самиот ден на гласање? Дали тоа може доволно да анимира гласачи? Па видете, значи, сите кандидати се поддржани од политички партии. Без разлика што го носат префиксот на граѓански, надпартиски, независни, позади секој од нив стои одредена структура. Таа структура на изборниот ден ќе има за задача да се одработи својата работа, односно да ги извади оние гласачи за кои што смета дека да речеме, условно кажано, нивни гласачи да гласаат. Начините на кои што тоа ќе го прават, ние ќе ги гледаме и ќе репортираме за тоа.
Меѓутоа, тоа што е многу важно да се потенцира е дека не можеме да споредуваме, значи секој изборен циклус си има своја специфика. Секоја Мислите кампања, на локални, парламентарни, председателски или? Не, без разлика. Значи секој изборен циклус има своја специфика. Секоја кампања има своја специфика. Секој изборен ден има своја специфика. Невозможно е да се компарираат едни со други од проста причина што контекстот е различен, околностите се различни, кандидатите се различни и тоа што кампањата минува, уште некој час и ќе заврши, значи во првите 10 дена тоа што кампањата минуваше со тоа темпо, со тој интензитет, со тие наративи, не можеме да претпоставиме како истата ќе влијае на изборниот ден. Исто така, не можеме да кажеме како ќе мине изборниот ден, затоа што повторно ќе кажам, тој изборен ден е сам за себе. Утрото и вечерта се сами за себе. Но ако се сетиме на некои изборни циклуси, искршени изборни штабови, физички напади, пукотници, се и се што имавме, ова делува некако помирно. Па да, затоа што... Дали е тоа по-европски, да речем? Па, еве да кажеме дека тоа е еден начин на здравење на системот. Значи, на здравење на државата. Значи, концепцијски е помирно. Не успеавме да ги забележиме оние злоупотреби кои што сме ги нотирали и за кои што сме збореле, а во најмала рака, значи, биле оркестрирани и управувани од еден центар. Има одредени, како се вика, информации кои што кажуваат како партиите се обидуваат да ги наметнат своите платформи, своите програми. Злоупотребите од злоупотреби, тоа што до сега го имаме во првите 10 дена од кампањата, повторно ќе кажам, за да бидам прецизен и да ме разберат сите. Имаме забележано злоупотреба на едно службено возило, што е неспоредливо, да речам, со минатото. Со минатото, кога веламе малку по назад од неколку изборни циклуси наназад. Значи, со други зборови, иако е ова вака како што е во првите 10 дена од кампањата, ќе ги погледнеме извештаите од втората половина, кога ќе ја заклучиме втората половина на кампањата. Во понеделник ја дадеме нашата прелиминарна изјава, меѓутоа таа нема да се однесува само на кампањата или само на изборниот ден. Така, методологијата вели дека ние го гледаме процесот од распишување на изборите, теренот почнавме да го следиме од 1 април, од почетокот на кампањата, и сето тоа ќе влијае на генералната оценка која што ќе се даде за, еве да речам, првата половина од трката. Така. Но ВМРО ДПМН како опозицијска партија имаше повеќе приговори до антикорупцијската комисија. Минатата недела беа одбиени 8 од тие 9, но овие денови беа прифатени некои најава за поднесување прекршочна против градоначалниците од Газибава, ШТИП, Агенцијата за поддршка на земјоделство и така, дека се исплаќаат за време на кампањата некакви субвенции и слично, и тоа се третира како некаков прекршок. Колку тоа го нарушува целиот изборен амбиент. По тоа што успеав да прочитам и во приговорите и во решенијата, и тоа што ние го изанализиравме, значи станува збор најпрво за во случајот со градоначалниците, станува збор за прекршочни постапки, значи се уште тие не се казнети, туку е почната прекршочна постапка. Јас не би коментирал додека сето тоа не заврши. Истовремено, по прашање на Агенцијата за поддршка на земјоделието, мислам, за развој на земјоделието, ако добро ве разбрав, едниот момент е дека е отпочната постапка за исплатата на лозарите која што е направена, а другиот момент е дека се почнува не прекршочна постапка, туку се отвара постапка за случајот на исплата на тутунарите. Сето тоа треба да почекаме да завршиме, и тоа ја ќе се врата малку поназад и ќе направиме една лесна компарација. Добро. А таа компарација вели дека во минатото многу ретко Државната комисија за спречување на корупција се решаваше да
отвори постапка воопшто, тоа е едниот момент. Вториот момент е... Добро, но тој состав на антикорупцијската Нема да го коментирам. не е за коментирање, мислам. Значи, само давам на гледачите информација, тие самите треба да си донесат одлука или да направат проценка за тоа во каков амбиент сега се спроведуваат овие избори. Значи, факт е дека е едно освежување на сцената изборна, Државната комисија за спречување на корупција. Меѓутоа, мораме да го најдеме тој еквилибриум или баланс. И Државната комисија за спречување на корупција игра многу важна улога во спречувањето на злоупотребите на државните ресурси во рамките на изборите и е многу позитивно што е респонсивна и подопрен глас, нешто што не можевме да го замислиме во минатото со одредени исклучоци, ајде да кажам, позадините нема да ги коментирам на тие исклучоци, а истовремено и да биде респонсивна по барањата на партиите во време кое што е, да речам, реално и навремено да реагира по истите. Да видиме како ќе завршат сите овие постапки кои што ги има отворено антикорупцијската комисија и како и да завршат, тоа значи дека се спроведуваат избори во кои што некој гледа што се случува и согласно своите законски надлежности адекватно ги адресира недостатоците, доколку се покаже дека тие се недостатоци. Така, имаше и реакција од изборниот штаб на Силјановска Давкова и од ВМРО-ДПМН до ОПСИ ОДИХР во врска со оној случај Андроид, злоупотреба на приватни податоци. Дали вие го регистрирате тоа? Ние го нотиравме тоа во рамките на нашата прелиминарна изјава ќе имаме краток осврт, меѓутоа сепак за да може да се говори во детали по тоа прашање, доколку има одредени индиции за тоа што го говори како се вика опозицијата, има институции кои што треба да го адресираат тој момент. Така. А рековте дека се покажува едно зрење на државата според она што досега го гледавме во изборната кампања. Дали тоа сметате дека созреале повеќе политичките партии или тоа се должи на тројцата председателски кандидати, тројца професори? Па сега, јас мислам дека политичките партии се малку и респонсивни кон тоа што сакаат граѓаните да видат и да слушнат. Значи, според мене, изборите не се вртат околу кандидатите. Изборите се за граѓаните, да ги изберат оние кои што мислат дека треба да ги представуваат. И мислам дека со сите оние истражувања кои што ги прават политичките партии, мојата претпоставка е дека во рамките на нивните кампањи, нивната реторика и нивните наративи се обидуваат да допрат до граѓаните на начин на кој што граѓаните сакаат да бидат анимирани. Гледате ли разлика во обраќањата на лидерите на партиите, кои стојат за кандидатите и самите кандидати? И дали партиските лидери на некој начин ги поклопуваат кандидатите или не? Тоа е сепак проценка која што треба да се направи разбарзана на оце по опсежна анализа и со многу повеќе информации од тие со кои што ние располагаме, затоа што ние не ја гледаме кампањата од тој аспект, мислам, кој е подоминантен, кој не е. Како граѓанин, ако ме прашувате кога ја следам кампањата, можам да кажам дека во одредени случаи, во одредени сегменти, пораките на лидерите се поизразени, во одредени сегменти и пораките на кандидатите се поизразени. Меѓутоа, сепак, постои и наука за таа работа. Да. Како ги оценувате предизборните спотови на кандидатите, билбордите? Јас одејќи наваму сега видов, можда не сум забележала претходно, но првите билборди со на црна кампања и од СДСМ и од ВМРО-ДПМН или изборните штабови контра Силјановски и контра Пендаровски. Доминираше ли тоа во овие изминати денови? Па вака сега, црната кампања не се случува само на мејнстримот и не се случува само на билборди. Црната кампања
се случува исто така и на социјалните медиуми и претпоставувам дека таму е многу по-изразена. Меѓутоа, таа црна кампања е тоа што не треба да се случува во едни избори, без разлика кој го прави тоа. Црната кампања не обединува. Црната кампања разединува. Но може би анимира дел од гласачите. Веројатно така сметат. Веројатно нивната проценка е таква и претпоставувам дека како што се ближиме кон изборниот ден, така и тензијата и адреналинот расте кај политичките партии, полни се обидуваат во овие последни часови или денови од кампањата да допрат до што повеќе луѓе на различни начини со различни механизми, меѓутоа генерално и по сите конвенции и по сите, да речам, правила на игра, црната кампања не треба да биде дел од изборниот процес, од проста причина што и партиите и кандидатите треба да се надпреваруваат со позитивни. Вие ќе имате над 1000 наблюдувачи во недела. Утре гласаат затворениците, болните и тоа го покривате, претпоставувам, и овој сегмент од гласањето. Значи, не би давал премногу детали за тоа што според целата методологија утре ќе имаме и пресконференција на оваа тема. Денеска дојдов да си поразговараме околу тоа како поминале деновиве наназад. Меѓутоа, тоа што го правиме со години, ќе е наша обврска и спрема нашата мисија организациона, а и спрема граѓаните, а тоа е да утре да го покриеме гласањето на болните, изнемоштените, затворениците, раселените и оние кои што гласаат во куќен притвор, а во исто време значи во текот на изборниот ден да бидеме присутни на избирачките места, да ги прибираме информациите од избирачките места во повеќе наврати во текот на денот да информираме јавноста за тоа што се случува и од кога све ќе обработиме во недела во текот на ноќта, значи тоа веќе е процес кој што трае и сега да излеземе со прелиминарна изјава тоа што ќе ја соопштиме на јавноста. Класичната шема по која работите, но ме интересира вашиот став. Што мислите, треба ли да остане овој начин на гласање на нашите иселеници? Многу е мала бројката што се пријавени и тоа повеќе ја чини државата отколку има некаков ефект врз самиот изборен процес. Па веќе, видите, станува заморно. Деки ние неаме разгранета добра, јака дипломатско-конзуларна мрежа. Станува заморно ова со иселеници. Најсериозно и најискрено ќе говорам сега. Мислам дека треба сериозно да се размисли за начинот на кој што истите ќе бидат анимирани и вклучени во процесот на гласање. Знаеме дека сега ќе потрошиме скоро, значи сигурно околу 1 милион евра за околу 1500 луѓе да гласаат. И тоа е само по себе. Значи цената на гласот е премногу голема. Да, ние сме демократска држава и треба да им се овозможи на сите оние кои што ќе се пријават или ќе изразат желба да гласаат, да видиме колку од нив ќе искочат, па тогаш и ќе можеме да направиме малце попрецизна математика. Ама може би и сакаат, треба стотици километри да отидат значи, до... во текот пред 9 години, таму каде што ќе гласаат. Ќе се обидам да ги вратам гледачите назад. Пред 9 години отворивме оваа тема. И пред 9 години кажавме дека начинот на кој што се организира или се овозможува нашите иселеници или оние кои што се со привремен престој надвор од државата да гласаат, дека е неодржлив. И еве, значи 9 години после тоа, се уште го правиме и разговараме на оваа тема. Чинам дека во онаа стратегија за диаспората која што е развиена во рамките на владините програми, има еден сегмент каде што не како приоритет, туку како стратешка цел ќе се разгледуваат и нови начини на кои што на диаспората би се овозможило да го даде својот глас. Меѓутоа и оваа бројка споредена со бројките кои што се пријавувале за гласање во изминатите изборни циклуси, чинам дека е најниска, а гледаме како диаспората реагираше на сите оние случувања во Република Северна Македонија во изминатиот период. Значи,
треба да има можеби поголем интерес од страна на диаспората за да овој процес биде одржлив и овој начин на гласање биде одржлив. Еден период имавме и ригиден став дека не треба да се дозволува гласање во дипломатско-конзуларните представништва, туку дека тие што сакаат да гласат треба да дојдат во државата и на избирачките места каде што се регистрирани да го дадат својот глас. Има такви искуства компаративни. Ама Австралија, Канада или Америка. Пазете, има такви компаративни искуства во рамките на регионов од држави со сериозна диаспора, каде што, например, Грција од пред година или две дозволи диаспората да гласа надвор од Грција. Значи, во Грција има и уште еден интересен момент, а тоа дека секој гласа во местото на раѓање. Ме разбирате? Значи, ако така разговараме, тогаш и јатина солуне голема дистанца за да се оди и да се даде глас. Доаѓаме до она што е голема енигма за добар дел од јавноста. Тоа е дали ќе се успее да се постигне тој цензус на вториот круг на 5 мај. 40% да има излезени. Тоа е околу 723.000 и не знам што некој ситно глас. И тоа е тоа што сега следува изјави и од премиерот Заев и од министерката за правда Рената Одесковска дека можеби ќе треба да се промени изборниот модел. Значи, очекувате ли, до толку имате искуство во мониторирање на изборите, сепак имате некоја предпоставка дали е можно да се оствари оваа бројка на 5 мај? Значи, или се зависи во недела какви ќе бидат резултатите? Ќе морам да ве разочарам и да ви кажам дека на ова прашање не можам да одговорам од проста причина што никогаш не сме давале предпоставки за тоа дали нешто ќе се случи или ќе се постигне. Исто како што од сега не можам да кажам што можеме да очекуваме на изборниот ден. Значи, но имате став околу изборниот модел. Дали е потребен цензус ваков висок, бидејќи споредбено со европските држави е висок? Ако вратиме после изборите во 2004, Граѓанската асоциација Мост беше една од првите која што рече дека на следните избори мора да се намали цензусот за избор на председател. Еве, да го тргнеме Мост на страна, можеме да видиме што велат оние меѓународни на 40%. Ајде да видиме што велат оние посериозни меѓународни актери. Добро. Значи, меѓународни актери, не домашни, за тоа што правиме со цензусот. Например, мислењето на Венецијанската комисија е дека во втор круг не треба да има цензус. Со ова не сакам да имплицирам ништо. Само сакам да кажам дека ставањето на квоти, на цензуси и на останатите, да речам, правила за успешност или неуспешност, ограничувања, отвара едни други поглавја и едни други процеси во рамките на политичките процеси во една држава. Например, еве да ги земеме локалните избори. На локалните избори имаме 15% од регистрираните или 30% од регистрираните и така натаму и така натаму. Значи таму има исто цензус, исто имаме квота, меѓутоа е многу пониска. Треба сериозно да се размисли за тоа како ќе се постапи со изборниот модел. Моменталниот изборен модел има висок праг, тоа е факт, и 40%, ако гледате компаративно има многу пониски, дури некои држави воопшто немаат праг. Или немаат, или е 30%. Или е и понизок од тоа. Меѓутоа, тоа што сакам да го кажам е дека треба да се размисли заради тоа што секој неуспешен изборен процес креира еден цел склоп на настани кои што подоцна влијаат на комплетното функционирање и на политичкиот систем, и на општеството, и на економијата. Толку. Добро, ако партиите не можат да анимираат гласачи, тогаш и можеме и од друг агол да ги гледаме тие работи, но во ред, точно дека во повеќето земји или нема цензус или е понизок. А дали сметате дека е прифатлив моделот за избор на председател во собранието со двотретинско мнозинство? Значи, ние
наблюдувам избори, сме организација која што дава препораки за избори. Еден од начините е да се бира председател и во собранието, например соседно Косово има таков концепт. Меѓутоа, во оваа фаза немам, и посебно не денеска, не би можел во детали да го кажувам ставот на организацијата по ова прашање, од една страна. Вашиот личен став на крајот? Па, мојот личен став. Се она што ќе придонесе да се зајакнат институциите, се она што ќе придонесе кон заздравување на системот и се она што ќе направи, да речам, ќе остави помалку простор партиите да се пазарат и да прават разноразни комбинаторики, е прифатливо. Па еве беше изненадување гувернер на Народна банка, се договорија се да се и ВМРО, ДПМН, директорот на ОТА, на новата агенција и слично. Па, добро, во секој случај сите опции можат да се дебатираат, но ние обично за вакви теми ги отвараме кога ќе дојде Тоа сакав сега, од кога ќе завршите да го кажам. Значи, ова не е дебата за 48 часа. Так. Пред изборниот ден. Во мирновременски услови, да речем, кога не се избори. Во период кога нема избори, јас се надевам дека после завршувањето на изборите ќе се отворат доста прашања и знам дека тоа ќе се случи, затоа што тоа е во приоритетите на Прибе. И знам дека ќе бидеме дел од тој процес и таму веќе со посериозни анализи, со изградени ставови ќе настапиме за тоа како сметаме дека треба да се организираат различните сегменти од различните типови на избори. Веќе 18 години даваме препораки, јас ќе ја вратам јавноста малку поназад. Кратко е помнењето, меѓутоа во периодот 2004-2005 работевме интензивно на унифицирање на сите оние различни закони што го регулира изборното законодавство, за во 2006 да добиеме еден изборен законник. И МОСТ имаше главната улога во тој процес. Значи, имаме што да кажеме на овие теми, меѓутоа повторно ќе кажам, 48 часа пред изборите или 36 часа пред изборите малку неблагодарно се коментира. За крај, уште минутка. Двата изборни штаба и на Силјановска Давкова и на Пендаровски се сигурни во својата победа и лидерите на двете партии, партијата на власт и на опозицијата, ги повикуваат гласачите да излезат. Сега за сега делува дека постои таква една атмосфера. Да се стимулираат гласачите да излезат. Очекувате бойкот или... Знам дека не сакате многу околу очекувањата, но сепак имате искуство. Толку мониторирани изборни циклуси. Па ќе вратам малку и на референдумот и ќе вратам на тоа што сме го правеле од 2002 година. Граѓанската асоциација МОСТ, еве, и јас како дел од Граѓанската асоциација МОСТ јавно ги повикувам сите граѓани во Република Северна Македонија во недела да искочат и да гласаат на изборите согласно сопствените убедувања за кандидатот кој што најдобро ќе ги отслика нивните потреби и интереси. Тоа е едниот момент. Добре. А вториот момент, што можеме да очекуваме, мал коментар на ова што го говорат лидерите на партиите дека секој ќе победи, јас имам коментар на тоа. Во овој момент е 0-0. Добро. Благодарам што бевте гостин во отвореното студио. Тоа беше Дарко Алексов, извршен директор од невладината организација МОСТ. Мал пауза, па се гледаме за 10 минути во Централниот дневник.